Добро вечер, почитувани гледачи. Вечерва го започнуваме циклусот емисии посветен на современото живење, во кој ќе третираме теми кои досега не биле доволно застапени во нашите медиуми. Кој знае, може би сме немале доволно храброст да зборуваме за нив. Една од тие теми е и вечерашнава. Во последно време се поголем број стручњаци се занимаваат со потеклото на смрдејата во нашиот град. Резултатот тие испитувања е констатацијата дека градот Скопје смрди од подмишки. По тој повод, вечерва во студиото ги поканивме во моментов можеби најеминентните стручњаци од оваа област. Од мојата лева страна, господинот професор доктор Тошо Малерот, и од мојата десна страна, професор доцент доктор Паника Миле. Тоа сум ја. На самиот почеток сакам нешто да ве запрашам. Дали доволно се познавате? Да. Да не сте роднини? Не. Де сме? Во тој случај можеме да започнеме. Докторе, повелете. Видете, од етимолошки аспект, Простите, колега, че сакате ли само сладикот да го дадете? мишката потекнува од францускиот збор мише, што значи мало смрдливо длакаво место. Секоја сличност со некој друг дел од телото е сосема случајна, нели? Историски гледано, многу теоретичари се бавеле со овој проблем и тие главно потекнуваат од трите најзначајни школи, и тоа Вардарска, Ресавска и Моравско-Подунавска школа, од која подоцна се развиваат неколку теории, како што се биолошката теорија, хемиската, еволуционистичката со појавата на Дарвин и неговото капитално дело Потекло на мишките. Потоа тука треба да ги спомнеме представниците на граѓанската теорија и на крај се разбира марксистичко-ленинистичка теорија. Јас, докторе, би ве замолил за нашите гледачи да ги објасниме овие теории, бидејќи сепак се работи за една недоволно позната област во широката јавност. Па видете, еве јас би започнал со биолошката теорија. Низините представници углавном сите копаат под мишки и велат дека има луѓе на кои природно повеќе им смрдат мишките и луѓе на кои природно помалку им смрдат истите. Простите, Ова колега, тврдење што ќе ве прекидам. Вие можда не сте знале, меѓутоа Баркс това долго лепо го попиено у 11 тези за мишките, а научито 11-та теза у која што јасно кажува да филозофите само различито ја третират мишката. Работата е у то ода да не смрди. Дали ме разбирате? Да. Докторе, вие неодамно објавивте еден труд ваш во специализираното списание Твор Копоник. Меѓу другото, таму се задржувате и на еден термин, ефект на привиден застој. Дали можете да го објасните тоа за нашите гледачи? Да. Па видете, овој термин во теориската номенклатура за прв пат го оведуваат представниците на хемиската теорија. Ефект на привиден застој значи дека интензитетот на смрдејата на мишката се зголемува само до 7-миот ден по последното перење и потоа останува ист. Значи се запазува една константа што може да се види и од што може да се види и од графиконот. Јас не знам дали камерата може да го улови. Еве, тука убаво покажува како се зголемува. Видите до овде, овака. Видите шуба. И после тоа иде Меѓу тоа, колега, Баркс и ова го има многу добро попиено. Значи, у трите писма што се до Ван Бастен и едното до Ван Тигеле, Као што реков Маркс го името, тој е он.
И оно кажува да интензитетот на спрдејата се големува и након 7-миот ден од последното перење, ода све више расте, ода имаме една фаза у која што бишката побидува укадаив, и отак имаме кома и смрт. Ова като да човекот умира у страшни баки, те што сишо како да пестилува. Сега се благодарам за ова обширно излагање. А сега имаме подготвено еден прилог, предлагам да го погледнеме прилогот. Не ме оставајте сам! Со чисти раце! А сега да се вратиме во нашето студио, нашиот вечерашен разговор и нашите вечерашни гости. Докторе, повелете. Да. Еволуционистичката теорија, чиј главен представник е Чарлс Дарвин, со неговото капитално дело Потекло на мишките, за чија реализација вршил опити во Скопје. Поточно во автобус на ГСП Скопје на релација Сарај автокоманда, не лани туку полани. Меѓутоа, од извори блиски на владата се дознава дека се симнал во Карпош 2, а не се знае зошто. Не се знае, меѓутоа Се знае, не се знае. Оса симнал због слободата да ја завери и одак убрзо након това одумира и со субдукција се установува да у неговата крв се налазат такозвани антитела, кои што заедно со еритроцитите и другите крвни елементи, т.е. детали, стварат фусија и одак одумира со страшни на лицето грчави и то. Да, колега, меѓутоа, јас тука би ги спомнал и представниците на граѓанската теорија, кои велат дека мишката ако не се пере смрди. Да, смрди, Така. меѓутоа тие представници са класно обоени. Маркс, тој Маркс, од многу убаво ја има проучувано мишката диалектички. Значи, еп како појам, еп како фигура. И од вели да мишките у капитализмот смрдат више, но мишките у социализмот, тоа е затоа што капитализмот е у распаѓање, дали? И одак мишката у социализмот добија една нова димпезија, наиме, од мишка по себе, она превоѓа у мишка за себе, и на крај, у комунизмот имаме човек без мишки. Ние имаме подготвено еден блок во кој што нашите гледачи ќе можат да поставуваат прашања, меѓутоа пред тоа предлагам да ја погледнеме анкетата што ја подготвивме. Кој од нашите политичари најмногу смрдат под мишки? Бога ми не знам, ја мислим Глигоров. Палили ја мислам. Палили. Се знае од кај наши, од кај Авдифај. Не знаем подмишки. Киро Глигоров и Љупше Георгиевски. Љупче Георгиевски сигурно не. Како да ти кажам сега, како ќе решат свите и данат, така нека биде. Не знам, ја не сум опитет. Кој од јавните личности најмногу смрдат под мишки? Дарко Панчев, Милко Ѓуровски, Бошко Ѓуровски и Најдовски. Тони Савевски? Тони Савевски е добро дете. Од нашиве Владко Стефановски меморија, од странските Били Ајдол и што да кажам? Благица Павловска. Вака незгодни прашања поставувате. Кажете? Дарко Панчев. Дарко Панчев сигурно. Круме Спасовски. Сигурно, Земљак. Како да ти кажам сега, како ќе решат свите и данат, така нека биде. Да се миеш под мишки, дали е тоа културно? Не се занимаваме не со културата, не сме во служба.
Од секогаш смрдало и пак е смрди. На крајот, мислам, дека не остана само уште малку време за да можеме да одговориме на неколку прашања на нашите гледачи. Затоа режија ве молам гледач. Ало? Добро вечер. Породена сум пред 4 дена. Детето не ќе да ми цица. Дали има врска со мишките? Професоре, мислам дека за вас е прашањето. Да, това е за мене. Видите, многу добро што го поставив това питање, пошто сакав баше и во текот на емисијата да победам, да ово е уствари битен момент. Не треба многу често да ги бијате пишките, због то, што детето уствари преку то треба да го стекне основниот имунитет, а не како што до сега се предпоставляше од представниците на класичната теорија, да имунитетот се стекнува уствари преку млекото, а нарочито преку колостралното млеко. Тоа ми било одговор. Мислам дека нашата гледачка е задоволна од одговорот. Одиме со уште едно прашање, повелете. Добро вечер. Знаеш, ја многу копам под мишки. И што да употребам? Дезодорант за тело или дезодорант за кошула? Професоре, мислам дека и ова прашање е за вас. Ја мислам да е боле да се користи дезодорант за укошулја што составља. Нашите телефони постои на звонат, очигледно интересот за темава е голем. Ве молам прашање. Ало. И јас многу се потам и ми остануваат лочки на кошулјата. Па ме интересира, како се го правиме, лочка или флека? Професор, јас мислам дека Всушност ова прашање е за професорот доктор Тошо Малерот, повелете. Благодарам. Па видете, правилно е и лочка и флека. Али тоа у зависност од кај ви е семката, нели, нормално. Имаме уште прашања. Повелете. Ало, кога се причам под мишки, ми искачаат некои ситни мали подкожни бубулици, кои со тек на време избиваат на површината и ми ствараат додатни проблеми при дезодорирање. Дали да употребувам класичен бик или машинка? Докторе? Да. Па видите, правилно е со бик. Меѓутоа, да му кажеш на татко ти, прво да ти ги стиска бубулиците и после тоа да не го употребува истиот бик за подзабричување. И многу да го поздравиш. Пред да ви кажеме, благодарам за вниманието, само уште едно прашање. Повелете. Ало, вчера ми дојдоа гости. Поседоа 10 минути и си отидоа. Во што е работава? И дали ќе дојдат пак? Кој ќе одговори на ова? Професор? Сигурно ќе дојдат и то најверојатно у среда, негде око 6 сатот. Да ги зачекат. Ете, тоа беше се за вечерашнава наша тема, за вечерашниве наши разговори во студиото со нашите гости. Јас ви благодарам за вниманието, за присуството. Почитувани гледачи, довидување и не пропуштете следната епизода. Come 15!